Во Босна и Херцеговина се вршат последните подготовки за одбележување на 20 годишнината од масакрот во Сребреница. Утре, кога се одбележува годишнината, ќе бидат погребани 136 ковчези со жртви во меморијалниот центар Поточари. Роднини и пријатели на жртвите и на преживеаните во Сребреница од секаде во светот пристигаат во Босна за да учествуваат на комеморацијата. Во 1995 година околу 8000 муслимански мажи и момчиња беа убиени од страна на босанските срби. До сега околу 6000 жртви се ексхумирани од масовните гробници и закопани во меморијалниот центар. Полицијата во украинскиот град Харков трага по вооружени лица кои застрелале тројца поштенски работници додека ограбувале возило кое транспортирало пари. Напаѓачите украле околу $150,000. Во тој регион неодамна имало 4 други напади на транспортни поштенски возила. На денот на нападот, украинскиот претседател Петро Порошенко изјави дека конфликтот во регионот Донбас може да создаде нестабилност и да биде голема закана и за другите соседни региони. Активисти за животна средина се собраа во главниот град на Грузија Тбилиси во знак на протест против планираната изградба на хотел во една мала јавна градина во историскиот центар на градот. Градското собрание му го одзеде статусот заштитена животна средина на просторот и дозволи да почнат градежните работи. Активисти за животната средина во Тбилиси организираа серија протести против, како што велат, неконтролираното градење. Шиитски муслимани во пакистанскиот главен град Исламабад го одбележуваат Алт-Кус или последниот петок од светиот месец Рамазан. Учесниците извикуваат слогани со кои го осудуваат Израел и Соединетите држави. Денот Ал-Кудс, именуван по арапскиот збор за Ерусалим, се одбележува од 1979 година со одлука на основачот на Исламската република Иран Ајтолахот Хомеини. Денот се одбележува со демонстрации за да се покаже солидарност со палестинскиот народ и да му се спротивстават на Израел.